Três preguingues de mai asti dzua când ormănile de Iuțido Iurtusescu precunuștarea lor ca Horgia Miletitu Imperia Otomana, cu drepturi că tutel antimilesni muslimani. Teța este dzu un simnăm cafean, cu itii și multi de mândări, nu maș până la statele iubăneați armânii, maș până la noi singur, ca șiți cum închisim, vă sărmânem maș pe cărțălii, ca una oară oațe avea șarmâni. Și Academia Oficială de Estan era cu idia itii, snățănem limba, cultura, a răzli. Academia curhi cu dauli himni, ațea statului și de mândarea părintească, himna armânească. Aș tinerile fete care o ducea programa pe tricură de mândări, că așa este arada, armânii să adunară tutinii a limbele, culturile și a tradițiile armânească. Ca tineri membri a comunitatei armânească, him dininta voastră cu pirifanii, respectul și una hândoasă tinii limba, cultura și tradiția noastră. Limba, cânticlu, adețli și averea noastră nu sunt umași una aduțeare a mintii de trecutlu, ma sunt una expresie ei a identitatei și a genitorului nostru. Anau, a tinerilor na armânii obligația să ținem, a vegliem și să continuăm ațea ți astea noastră antimisi culturală. Pininga oaspețile armâni, ma și mulți oaspeți armânilor, partiile armăneșță, suțăsle armăneșță, corul diplomatic. A este tinii na feațiră ministrul de transformare digitală Stefan Andonovski, čelnikul Kasabolu Skopja Orce Georgievski și viceministrul de relație namisa de etnili Nejdet Mustafa. Tu zborul lui, prezidentul partiile armănească Sterio Păpul, Pininga Lante aduse aminte și pe zboarele scriitorilor Ion Argenteanu, ca una miletită sărmână tubană, lipsește să aibă cultură serioză de etnia a lui. Bună ziua! Bună ziua, armăname! Bună ziua tuturor! Почитувани присутни, почитувани власи, почитувани пријатели на власите, почитуван министер за дигитална трансформација Стефан Андоновски, почитуван градоначалник и председател на ЗЕЛС господин Орце Георгиевски, почитуван заменик министер за односи меѓу заедниците господин Неджет Мустафа, почитувани представници на владата, почитувани пратеници, началници, почитувани представници на дипломатскиот кор, драги сограѓани и гости. Дозволете ми на самиот почеток да ви се заблагодарам за вашето ценето присуство. Денес заедно одбележуваме еден од најважните историски столбови на нашиот идентитет, но и ја потврдуваме нашата визија за иднината. На овој ден, пред точно 121 година, султанот Абдулхамид II го потпише историското ираде со кое власите во Османлиската империја беа прогласени за посебен народ Улах Милет. Со тоа, влашкиот народ ги доби истите права, како и правата на другите признати народи, право на самоуправа, избор на своји кметови и образование на свој мајчин јазик. Почитувани, во мај 1905 година, влашкиот народ успел да се избори за правата што ги уживале и останатите признаени народи во Османлиската империја. Но влашките дејци знаеле дека тоа не е доволно. Затоа, само еден месец по прогласувањето на ирадето, писателот Јорн Аргентинену повикал на продолжување со борбата. Според него не било доволно еден народ да поседува национална свест, особено ако е таа тесна или ограничена. Таа морала да се подпира врз сериозна национална култура. Просветениот народ, пишува Аргентинену, со силна и оформена национална свест, не исчезнува дури и кога е лишен од политички права. Наспроти тоа, непросветениот народ, без јасно изградена национална свест, неминовно пропаѓа, дури и кога формално располага со политички права. Со други зборови, ирадето не требало да се свати како административна победа, туку како можност преку образованието да се обликува модерна и културно втемелена влашка национална свест. Затоа, повеќе од еден век подоцна, вреди да се запрашаме, дали и денес правата сами по себе се доволни? Или, како што предупредувал Аргентинену, вистинскиот обстанок на еден народ зависи од неговата култура, образование и способност да ја зачува свеста за сопственото постоење. Историјата на властите никогаш не била линеарна, ниту била едноставна. Таа е приказна за обстојување преку градење вредности. Каде и да се наоѓале низ Балканот, властите секогаш биле синоним за вредна работа, за економски развој, за трговски патишта, кои ги поврзувале културите и за интелектуалната мисла која ги менувала општествата. Ние никогаш не сме биле товар на државите во кои живееме, напротив, од секој сме биле нивниот мотор и нивниот најлојален столб. Македонија го препозна тоа денес.
давајќи ни уставно место кое го заслужуваме. Во 2026 година лојалноста и традицијата мора да добијат нова, модерна форма. Пред нас е битката против заборавот на нашиот мајчин јазик, кој е автентично културно богатство на оваа земја. Затоа, оваа година ја подаваме раката за две потенцијални клучни партнерства, кои гледаат кон иднината. Прво, со Министерството предводено од министерот Стефан Андоновски, сакаме да докажеме дека традицијата не мора да биде заробена во минатото. Нашата цел е дигитализација на влашкото културно наследство, сакаме модерна Македонија, каде што преку технологијата, паметните апликации и дигиталните платформи, младите генерации ќе имаат пристап до јазикот и историјата на своите предци. Технологијата е мостот што ќе го спаси нашиот јазик од заборавот на новото време. Министерот Андоновски го препознава тоа и јас му благодарам. Второ, со градот Скопје и Зелс, под раководство на градоначалникот Орце Георгиевски, сакаме да ја зајакнеме живата култура на локално ниво. Мултикултурализмот на Скопје е нецелосен без автентичниот влашки печат. Во тој контекст, со особено задоволство, ја нагласувам важноста на нашиот заеднички капитален проект Културно-информативниот центар Влашка куќа. Во овој центар не треба да биде само објект, туку жив дом на влашката култура, јазик и традиција. Место каде што ќе се раѓаат нови идеи и каде што нашите сограѓани ќе можат одблизу да ја запознаат нашата богата историја. Веруваме дека со поддршката од градоначалникот Георгиевски, овој проект ќе стане реалност и нов символ на соживотот и заедничкиот просперитет во главниот град. Очекуваме заеднички проекти, културни манифестации и институционална поддршка во општините, кои ќе покажат дека соживотот во Македонија не е само политичка фраза, туку секојдневна реалност и заеднички просперитет. Градоначалникот Георгиевски ни докажа и покажа дека тоа се може во модерна Македонија. Му благодарам за тоа. Пред повеќе од еден век, во истиот оној историски мај 1905 година, браќата Манаки со својата камера ја започнаа филмската историја на овие простори. Тие не чекаа некој друг да ја сними нивната реалност, туку самите ја создадоа. Тоа е вистинскиот влашки дух, преземање одговорност, визионерство и создавање трајна вредност за сите. Власите биле се и ќе останат вградени во темелите на македонската држава, подготвени со својот интелектуален и професионален капацитет да придонесат за незиниот развој. Затоа што силна и напредна Македонија е единствениот дом кој сите заедно го градиме. Ви благодарам на секој еден за вашето ценето присуство. Нека ни е честит горд и вековит 23 мај, националниот ден на власите. Нека ни е жива и здрава Македонија и нека ни е за многу години. Атора și permâneaști ca și ținăunțeaști al cafiun armân. Tinisiți frați și surori armâni, oaspița armânilor, tinisit ministrul de transformare digitală, tinisit primarul Skopja, tinisit viceministrul de relația namisa de comunitățile. Azi este un ziua pisima terminamea, ti noi armânii și tu armânamea de Iuțido. Ziua națională a armânilor este najmai importantă ziua ei pe peninsula balcanică, ei bănează și lucrează. Azi armânii, așa cum era a lor păpâni și parapăpâni, sunt ubănători loiali a lor patridă, adară și lucrează de interesele ei și sunt unia ruptă parte de nația macedonească. Una picanterie, voi vă spun al tuturor, seara strie intrarea tu anului nou, în 1942 anului, tu ca să-l cănăscutlu armân partizan, sotiral șuta, tu că să bălu strug, iara ti prota oară cântată himna ali Macedoniei, azi pisti Macedonia sa mintă. Cu este ocazie, voi să aduc aminte că estan, ti prota oară, u dizvălim ti prota oară hlambura noastră armânească tu struga și tu chise la voda care este un mare amintatic te a noastră armâname. Să aviglem și să zburăm limba. Mai mult să contribuim de dezvoltarea limbii, că ți ghinina este cunoscută de viza, nu ai limbă, nu ai identitate. Ti mulți ani Ziua Națională a Armânilor, 13 de mai, ti mulți ani snehiva este ziua pisima, Hristos al tuturor avauți, ază, de-ale tu nășguleată și vinit, ta să ne tinisiți cu a voastră prezență, așa că vă ghinuiesc cu toți și să ne vedem cu ghineța la Antoan Nica Mahrioș. Hristos! Вика дела фрасли манаќа, армânли дадера мултото економија, култура, învățarea, арта, парматија și tubana publică.
Multietnias e multicultura lipsește schimbă parte și de politica de cafidzu. Zase namesa Даланти, министрul de трансформари дигитала Стефан Андоновски. Бониндзуа, почитувани представници на Влашката заедница, почитувани градоначалник на град Скопје, заменик министар, министри, представници на владата, почитувани гости, дами и господа. Ми представува особена чест што денес во својство на министер во владата на Република Македонија имам можност да се обратам на оваа свечена академија по повод Националниот ден на власите 23 мај. Драги пријатели, овој ден е значаен не само за Влашката заедница, туку и за цела наша држава. Денес, преку прославата на историското значење на една заедница, го славиме и духот на Македонија. Мултиетничка држава на соживотот, во која секој граѓанин, секоја култура, секој јазик и секоја традиција имаат свое достоинствено место. Влашката заедница е нераскинлив дел од историскиот, културниот и општествениот развој на Македонија. Со генерации, уште од браќата Манаки во културниот живот, властите даваат силен придонес во општеството, во економијата, образованието, културата, уметноста, науката, трговијата и јавниот живот. Македонија не смее да ги заборави своите власи кои се вткаени во историската борба за самостојност, независност и идентитет. Од Крушевската република, например, од трите врвни функции, две ги имаа власите. Дину Вангели како премиер и Питу Гули воен предводник на востанието. Почитувани, Македонија е држава што својата ниска ја ткае од богатството на различностите. Нашето општество е изградено врз вековниот соживот на нашите градови и села. Меѓусебно почитување и разбирање. И тоа не е слабост, тоа е нашата сила. Но мултиетничкиот и мултикултурниот карактер на нашата држава треба да биде дел од секојдневната политика, институционална обврска и јасна определба на секоја одговорна власт. Како влада остануваме посветени на принципот дека граѓанинот е во центарот на нашите активности. И затоа ја градиме Македонија како дом за сите нејзини граѓани. Дом во кој никој не е заборавен, никој не е ставен настрана и никој не е помалку вреден поради својот јазик, етничка припадност, култура или традиција. Напротив, за тоа е вреднуван. Политиката што ја градиме е политика на почит, на диалог и обединување. Затоа што на Македонија и се потребни мостови, а не поделби. Потребни е доверба, а не недоверба. Потребни е заедничка визија, а не затворање во секој во својата различност. Затоа почитувањето на заедниците не е само културно прашање. Тоа е државно прашање. Тоа е прашање на демократија, стабилност и европска зрелост. Почитувани присутни, Влашката заедница низ историјата покажала дека може да го зачува својот идентитет, својот јазик и својата традиција, а истовремено силно да придонесува во развојот на државата во која што живее. Да се зачува сопствениот идентитет значи да се има силна свест за своите корени, но да се придонесува за заедничка држава значи да се има и одговорност кон иднината. Таа рамнотежа, тој баланс е вредност што заслужува најголема почит. Токму тоа е пораката и на денешниот ден. Да го почитуваме минатото, гледајќи напред. Да го чуваме наследството, градејќи заедничка иднина. Да бидеме различни по традиција, но обединети во стремежот за подобра држава. Сигурен сум дека нашата заедничка цел е Република Македонија да биде стабилна, демократска, европска и праведна држава. Држава во која институциите им служат на граѓаните. Држава во која заедниците се почитувани. Држава во која младите имаат перспектива, семејствата сигурност, а граѓаните доверба дека нивниот глас и нивниот идентитет се важни. Европската иднина кон која се стремиме не е само прашање на преговори, поглавја и формални процеси. Таа е прашање на вредности. А една од темелните европски вредности е инваријантате конкордија. Токму почитувањето на различностите, заштитата на културното наследство и единството, достоинство и еднаквото достоинство на сите граѓани во суштината на Европската унија. Затоа, кога ја почитуваме Влашката заедница, кога го почитуваме влашкиот јазик, култура и историја, ние не правиме услуга на една заедница. Ние придонесуваме кон духот на нашите предци, кои многу добро разбирале дека клучот на успехот во битките е заедништвото. Почитувани, од името на владата на Македонија, но и од моје лично име, дозволете ми да изразам благодарност до представниците на Влашката заедница и до сите поединци, здруженија, културни работници, професори, уметници, активисти кои со својата работа придонесуваат ова наследство се зачува, развива и пренесе за следните генерации. Вашата работа е важна не само за власите.
Таа е важна за целата држава, затоа што државата е посилна кога секоја нејзина заедница е попочитувана, повидлива и поактивна. Нека националниот ден на властите биде потврда дека различностите не делат, туку не збогатуваат. Нека биде потсетник дека меѓусебната почит е темелот на стабилно, демократско и модерно општество. И нека биде порака дека Македонија ќе продолжи да биде заеднички дом за сите своји граѓани, држава на еднаквост, достоинство, почит и заедничка иднина. Тимул Цањи, Дзуа национала Арманилор. Благодарам. Аз задам тињија онлуј попул која хандаса зарцинаш истории. Ку култура се на тоаса, ши попул кари даде мултута со драма еста патрида носта, за си челник лака сабалу Скопја Орца Георгиевски, кари прота перманешти даде урар Тидзуа Арманилор. Бидејќи Стефан го заврши говорот, а јас исто така со вашиот председател Стерио вежбавме малку околу вашиот јазик, кој што морам да признавам дека е многу убав, но тежок за изговарање. Ке се обидам и јас да ве поздравам најнапред со тоа. Тимул Цањи, Дзуа национала, Арманилор. Предпоставам дека добро го кажав. Дозволете ми најнапред од срце да ви го честитам Националниот ден на власите. Ден кој не е важен само за вашата влашка заедница, туку и за нашата Македонија, заедничка како држава, како општество и како заеднички дом на различности, култури, јазици и традиции. Денес оддаваме почит кон еден од народите со длабок корен, со богата историја, со силна култура и со огромен придонес во градењето на нашата заедничка татковина. Властите почитувани се нераскинлив дел од кодот на нашата Македонија. Тие се дел од нејзината меморија, од нејзината борба, од нејзината култура, од нејзиниот дух. И тоа низ вековите влашката заедница го остава како силен белег во трговијата, образованието, културата, уметноста, револуционерната заедничка борба, општествениот живот и развојот на сите наши градови. Кога зборуваме за властите, зборуваме за народ што знаел да го зачува својот јазик, својата песна, своите обичаи и своето достоинство, но истовремено секогаш бил длабоко вграден во животот на Македонија. Народ кој никогаш не стоел настрана од судбината на оваа земја, туку бил дел секогаш од нејзината борба, секој нејзин подем и секоја нејзина надеж. Особено денес, со посебна почит, сите го споменуваме славниот Питу Гули, кој што е символ на храброст, чест, пожртвуваност и љубов кон слободата. Питу Гули е жив доказ дека големината на човекот не се мери според тоа колку долго живеел, туку според тоа што бил подготвен да се жртвува. Тоа е гордост на властите, но и гордост на цела Македонија. Неговата борба, неговиот идеал и неговата саможртва се дел од темелите врз кои се гради нашето чувство за слобода, достоинство и припадност. И затоа, кога денес го чествуваме денот на властите, ние не зборуваме само за минатото, зборуваме за вредности што и денес ни се потребни, а тоа е единството, тоа е взаимната почит, честноста, храброста и пред се љубовта кон нашата татковина. Почитувани, убавината на Македонија е токму во различностите. Во тоа што на ова мало парче земја живеат луѓе со различни јазици, култури, обичаи и традиции, но со заедничка љубов кон истиот заеднички дом. Токму таа различност нас не прави посебни. Токму таа различност не прави посилни и токму таа различност ја прави Македонија горда. Влашкиот јазик, културата, песната, традицијата и идентитетот се богатство на сите нас. Тие се дел од мозаикот што ја прави Македонија убава, автентична и пред се достоинствена. Затоа наша обврска е да ги негуваме, да ги почитуваме и да ги пренесеме на идните генерации. Затоа што народ кој го почитува своето културно наследство и на своите заедници е народ кој ја почитува и собствената иднина. Сакам јасно да порачам дека секогаш ќе бидеме ваша силна поддршка. Поддршка во зачувување на јазикот, културата, традицијата и вашиот идентитет. Поддршка во сите иницијативи што ја афирмираат влашката заедница. Поддршка во градењето, општество во кое секој човек ќе се чувствува почитуван, признаен и свој на своето.
Македонија е силна кога сите нејзини заедници се силни. Македонија е горда кога секоја традиција се почитува. Македонија е достоинствена кога секој нејзин граѓанин чувствува дека припаѓа, дека е важен и дека неговиот идентитет е вредност, а не разлика што не дели. Денес на Националниот ден на власите сакам да ви се заблагодарам за се што сте дале и што продолжувате да давате за Македонија, за вашата мудрост, трудолюбивост, култура, достоинство и силна љубов кон оваа земја. Посебно сакам да го спомнам мојот драг пријател Стерио Папули, човек кој со достоинство ја носи љубовта кон својот народ, своето потекло и своето семејно наследство. Во оваа прилика со голема почит сакам да се навратам и на неговиот татко, човек чие име и дело заслужуваат освен да бидат запаметени, туку и секогаш споменувани. Токму затоа во негова чест заеднички во кисела вода изградивме спомен обележје како знак на благодарност, почит кон него, но и трајно сеќавање. А во наредниот период, бидејќи сега го водам градот Скопје, ќе имате силна поддршка да властите конечно во Скопје добијат влашка куќа каде што ќе може да ја презентирате вашата историја. Уште еднаш нека ви е честит Националниот ден на властите, нека живее влашката заедница и нека живее нашата заедничка Македонија. Ви благодарам. Așa că cum era Israel Livenza, armăli tot na era ninti di tuț. Alasara tor pitut jutrițea, ca mindoate ani di zăli ninti, ca aduțea nali lucri pita esti locăr, ca andadrațiva odra najmagini. La Academia de Estan, o aspesli putu razveada și un scurto video, cu care n-adusem aminti maș pe unică parte de armăli, ca delihe sunt mulță, care cu lucrurile lor alasara mari semnu tu biznislu, știința, arta, cultura.
Кантиклу, портул и ка фолклорло носто, успун тута перифања армењлор, збаралија кантислор на спун кумбана армењли, цилу кра, цитри кура питетили. Теца кафе уна дунариши јурти армењлор бити саштику кантиклу арманеску. Ла Академија официјала Дестан, харауку кантиклу адусира Марија Костова, тенирили Ребека Шилеона Јанковски, Александар Тарабунов, Јана Ѓоргиева Пипијано, Пареа Армањ Пирифањ, ши Пареа Грамустањ.
Фетањика Tahina letado lascio putniera Шаклоня fly letado na feta musha Bună zora-i vzăș Bună zora-i vzăș ledadoș nu nie pandasi Крек джоне крек плескане Da ti ne laj джоне nu nie mi da Când uși zbura ledado Zahare skute Крек джоне крек шплескане Da ti ne laj джоне nu nie mi da
Шаконја флај на фета
Timotsan, digramos a todos e tutti per sprandis, dit cubairu avinat, fit milete mysticat, dit cubairu avinat, fit milete mysticat, Sina nagăși, tu sufletul găsi, vini ziua n-adună, permânește să cântăm. Vini ziua n-adună, permânește să cântăm. Te mulți ani, gramos ani, Zua pirifan, ti mulți ani, cu chezul dor, ti armâna mea cu ajutor. Ti mulți ani, gramostea-i, ti zua pirifan. Ti mulți ani, cu chezul dor, ti armâna mea cu ajutor. E una minduiariche, calea noastră bună știi, Žbărnulița ajungă mor, ca să adaugă după noi. Žbărnulița ajungă mor, ca să adaugă după noi. Ti mulți ani, gramostea-i, tieta zua pirifan. Ti mulți ani, cu chezul dor, ti armâna mea cu ajutor.
Тусони харау фјацира шинисли армань, диштип битули шикрушува, карез дуклан вицара алимбеле арманеска. Трикуника унат зуати јуртиите ни се смутритор. Вахарсит, јуртусит, маснува гршицка дитути, лимба на јасте најма скумпа. Лимба јасте ацаци на кјари најма гоња дитути. Јуртусим ника унат зу ку фрикоаса статистика, кади оптуни или шапте сути шпас праз дермањ катин шимла мисурара деланло дауни или шуна спрејенгиц. Маш трејин или унасута цинзацун засирека узбораску лимба арманеска. Виглядзва прота лимба, да поа култура ша разле арманешца. Виглядзва ацаци хиц, армањ диета тута.